Добро вечер. Четврти ден кампања за локалните избори за 80 градоначалници и исто толку совети и уште и град Скопје и неговиот совет. Како тргнуваат рекламите, кампањите и најавите, мислиш дека парите навистина ги има, само е да се направи добриот избор и се ќе биде драстично поразлично. Некои меѓу кандидатите се повратници или оние кои што го бараат вториот мандат. Ако ги проверите нивните ветувања од првиот и што сакаат да ви кажат во изборот за вториот мандат, тешко кој ќе биде задоволен дека всушност првиот мандат потврдил дека тоа е вистинскиот човек на кој што треба да му дадат нови 4. Дали всушност само личностите, изборот на партиите за кандидатите се вистинското и единствено прашање? Дали нивните програми и приоритети, особено на оние кои првпат влегуваат во оваа приказна, се клучната одредница за тоа во каква прва власт околу нас ќе живееме? Се разбира, ова не е време во кое ќе поставуваме прашањата кои требаше претходно да бидат поставени. По скоро 2 децении децентрализација, отпочната од 2005 во првата фаза, 2007 втората фаза, заклучно со 2011 година, кога сите општини се влезени во втората фаза на децентрализацијата, има доволно време за да се утврдат невралгичните точки. Што е тоа што е толку комплицирано? Што е тоа што ја остава локалната самоуправа со скромен ресурс да испорача најголемиот дел од обврските кои им ги опишува или дава законот за локална самоуправа? Комплицирано е за секој граѓанин кога ви објаснуваат дека од едниот шалтер треба да отидете во некакво министерство, да земете дозвола, да се вратите назад, да видите кој е инспекторот, кој треба да потпише и кому сето тоа заедно да се врати. На крајот, кога ќе дојдат катастрофи, како овие еколошките, оние со загадувањето, со пожарите, или инцидент и несреќа како онаа во Кавадарци, во Кочани, на најдиректен начин спознаваме колку е тоа комплициран систем кој што наполно ја замаглува одговорноста. Не е се во првиот степен на власт. Тие се ставени во еден обрач околу кој има многу политички протекционизам. Протекционизам кој наведува дека ако не гласате за нашиот, овој од централната влада, ризикувате вашата општина да биде изопштена. Се помалку неизини проекти да влезат во големиот пакет, а се заедно биле наши или ваши, тие завземаат само не повеќе од 1% од вкупните трошоци на централниот буџет, кои одат за капитални трансфери на единиците за локална самоуправа. На начинот на кој што се разместени, податоците и бројките, дали сакате преку плански региони, или пак сакате помеѓу поделба на град и рурални општини, ќе видите невозможни разлики кои упатуваат дека нешто со системот има фабричка грешка. Град Скопје по глава на жител зема 3 пати повеќе од било која рурална општина. Да се изведат политики под истиот закон за локална самоуправа значи да се има потенцијали. Некои од предизвиците веќе не бираат дали сте град или сте рурална општина. Притисокот особено на овие скапи одбранбени механизми какви што се оние за справување со пожарите, за управување со водите. Бараат одговори кои значат дека централната влада, доколку сака да дисперзира, тоа ќе мора и да го плати. Ако таа се уште има право да одлучува и блокира дали ќе вработите негувателка во градинка, дали ќе вработите нов кадар, таа реално може да креира и да дефинира колку вие може да бидете добар менаџер. Иако ви се погоди. Совет во кој резултатот е постојано во некаков конфликт помеѓу клучните партии, вие сте на самиот почеток на мандатот, на прагот на едно големо ништо. Така живеат поголемиот дел од општините. Сепак дел од нив покажуваат капацитети дека можат да ги надминат кризите. Некои успеа да демонстрираат способност да ги вратат сопствените долгови. За некои од нив државната каса правеше неразумни интервенции да ги затвори, но тие одново почнаа да зидаат нови долгови.
Што всушност е проблем во генериката на приказната? Дали е време да се размислува за малку подобро уредување на законите кои треба да овозможат подобра локална самоуправа, или треба повеќе да разговараме за човечкиот капацитет, менаџирањето, отиво локалната самоуправа и незините јавни предпријатија работи огромна војска од скоро 18.000 луѓе. Ова е мојата долга најава во која се надевам и мапирав на моите вечерашни гости кои имаат старо искуство со можеби уште поскромни финансиски резултати, финансиски инекции, како може да се управува една општина. Тргнувам. Андреј Петров, градоначалник на општина Карпош, некогаш. Стефче Коцевски во 2 мандати Аце Коцевски. Аце Коцевски. Во 2 мандати градоначалник на Велес. 3. И Маријан Ѓорчев. Ке погодам ли нешто конечно? И Маријан Ѓорчев, добро вечер за вас. Во 2 мандати градоначалник на Кисела Вода. Во вашата општина сте фатиле време и пред ова што го нарекуваме тренд, кој што требаше да го следиме, општина во која беше концентрирана поголемиот дел од капацитетите кои умреа, кои остави историско наследство од отпад, од многу други приказни, ќе бидете корисни за тоа да видиме што пишува во законите и како всушност со малку финансии реално не може да се справите со тоа. Пауза за реклами. Да, тргнуваме. Најблиску со својот завршен мандат е Аце Коцевски, Велес, тој третиот. Првите 2 ви ги спојувам во еден, знам дека имаше пауза, па потоа е втора, мај веќе успеам да се поправам во сликата. Коцевски, во најавата реков дека 1% од вкупните трошоци на буџетот се капитални трансфери кон единиците за локална самоуправа. Намерно користам податоци кои се пред оваа голема унгарска приказна, кои се директни капитални инвестиции, иако таа во својата структура не е точна, пиаровска е, ништо тоа не се одвива на таа траса, но за да бидеме сигурни за што зборуваме, ви ги користиме тие претходните кои опишуваат каква е структурата или односот на тоа што треба да биде капитално. Во просек, единиците на локална самоуправа 70% во својот буџет или пари со кои се располагаат се тие кои доаѓаат од централната влада и 30% се автохтони приходи кои ги собира. А потоа во структурата како троши, тоа станува уште пострашно како генерална слика. Помеѓу 50 и 60 троши за плати, стоки и услуги уште 20 и остануваат скромни 20 кои што би требало да бидат капитални инвестиции. Тоа е толку многу скромно затоа што кога зборуваме да се симнете испод земја и да видите што можете да направите, тоа се тие милиони до кои никој не чепка, вклучително и во оваа кампања. Дали овие податоци, ако ги земеме вака, избираме, можеме да избереме и други, се најдобрата крвна слика која покажува дека нешто длабоко не е во ред со редистрибуцијата на моќта и парите за да може да се изведат политики. Точно ги диагностициравте работите. Јас лично, ние како градоначалници, додека бевме градоначалници и преку ЗЕЛС, цело време се обидувавме на владите кои биле тогаш на власт да им докажеме дека тоа што се случува во Македонија не е добро, затоа што во ваква констелација на односите, кога над 60% од вкупните приходи на општините се трансфери од централната власт, ние не можеме да зборуваме за автономност и независност на локалната самоуправа од централната власт, затоа што најголемиот дел од парите доаѓаат од централната власт, а тоа е и во спротивност со членот 9 од Европската поелба за локална самоуправа на Советот на Европа, која е ратификувана од нашето собрание и се смета како дел од нашето законодавство, каде што се наведени точно принципите по кои треба да се раководи нашата република, дека треба општините да имаат дискреционо право да одлучуваат како, зашто ќе ги трошат парите. Токму заради тоа, често ја употребувам формулацијата дека, за жал, Македонија е се уште една од фискално најцентрализираните држави во Европа. Проблемите се многу големи
Јас би сакал поглобално да кажам. Ова се формалните аспекти, подоцна ќе зборуваме за тие неформалните врски кои ве држат. Генерално да кажам, вие го кажавте тоа во воведот, дека помина точно 20 години од почетокот од 1 јули 2005 година, кога почна првата фаза од процесот на децентрализација на власта. Огромно долг период од кој може да се извлечат веќе заклучоци кои се добрите страни на сегашниот концепт на локална самоуправа, а кои се веќе пропустите и недоследностите кои задолжително мора да се коригираат доколку сакаме да имаме поинаква локална самоуправа која ќе и биде на располагање на државата, затоа што сметам дека во овој момент државата не ги користи во доволна мера потенцијалите на локалната самоуправа во вкупниот развој на земјата. Доколку се направат и други споредбени показатели, колку е учеството на општинската јавна потрошувачка во вкупната јавна потрошувачка, односно учеството на општинската јавна потрошувачка во бруто домашниот производ, и тие податоци се споредат со државите членки на Европската Унија, па и од соседството, приказната ќе стане уште по-забрижувачка. Тоа значи дека еден од столбовите на реформите на локалната самоуправа кои задолжително мора да се случат, и јас сум загрижен што во оваа кампања никој за тоа не зборува, зборуваат за се и се што, меѓутоа за промени во концептот на локална самоуправа никој не зборува, затоа што нашиот модел на локална самоуправа со едностепена, со монотипни општини кои имаат еднакви надлежности без оглед на бројот на жители, големината, човечките ресурси, економската моќ, очито се покажа како недобро решение и дека мора да се бараат алтернативи, меѓутоа да не должам. Се надевам че имам прилика тоа да го дообразложам подоцна. Мислам дека интерес или разговор кој ќе не однесе сега кон скопските општини дели различен впечаток. Кога зборуваме за Скопје, тој има всушност еден асиметричен модел, поделени ингеренции на општините и град Скопје. Таман бевме подготвени него да го земеме како пилот модел и како сега да се организираат и другите, да видиме дали измената на законот може да донесе до појасно опишување, не меѓуопштинска соработка, не волја на конкретни градоначалници, туку јасен опис на поделбата на ингеренциите кои може да бидат и економични за некои од општините кои не можат да издржат се што за нив опишува законот, вклучително и противпожарна служба. Конфликт на интерес и паралелизам на надлежности со општините. Да. Но ова што се случуваше во последните 4 години, како сега некако да трга таа расправа дека ова може да биде добар модел за една асиметрична приказна која јасно би ја опишал законот по вертикала. Што е вашиот став, Петров, во однос на тоа 20 години искуство, а некои хронични проблеми од првиот чекор, сега должиме одговор, не беа тоа некакви тешки критериуми да ја поминете првата фаза и да влезете во втората фаза. Прилично скромни, да научите како да буџетирате, како да управувате, и ми се чини дека после 20 години општините не го надминале тоа прво ниво на разбирање за тоа како ги планирате, а регулативата се менува, сега дури имаат обврска 5 годишно планирање за буџетите да пишуваат. Видете, на почетокот тоа беше тежок процес, заради тоа што општините кои ги затекнавме пред децентрализацијата беа со мали капацитети. Надлежностите што ги имаа беа мали. Децентрализацијата точно постави некои минимум прагови, ама тие беа соодветно капацитетите што за почеток на општина, што не значи дека треба да се остане на тоа ниво и на тие капацитети, на тие минимум услови што се исполнети. Мислам дека сега кога се враќам назад имаше и лоши работи и добри работи во тој закон, како и веројатно во сите законски решенија, ништо не е идеално. Например, пошто законетнавте Скопје, го спомнавте, во Скопје тогаш имаше голема дебата, јас бев еден од оние поборниците дека општините се потребни во Скопје. И денешната ситуација во градот Скопје покажува зашто општините се потребни во Скопје. Замислете ситуација сега во Скопје во која немаше да има општини и немаше да има градоначалници на општините. Ја мислам дека ќе имаше колера или ќе се удајавме во ѓубре да имавме поинаква ситуација. Тоа покажува дека дел од крупните надлежности треба да ги дадеш, да ги распределиш. Нормално на некој што има капацитет да ги работи, меѓутоа од друга страна се дадоа капацитети на многу мали општини, сакајќи популистички да се игра, веројатно да се додвориме на секој во секој место кај што живее, да се почувствува значаен, што
политички во ред, меѓутоа не е во ред од аспект на функционирањето на системот, заради тоа што ниту функционираат како што треба, ниту може сами да се одржат, само се создаваат непотребни трошоци и реално мислам дека е време да се размисли за реформа целосно на тој голем комплекс на закони на локална самоуправа. Тоа беше системски закон во тоа време, се носеше со двотретинско мнозинство во собранието, предизвика бројни дебати. Впечатокот ми е дека дел од капацитетите мора да се спојат и не сум за да има едно ниво на локална самоуправа, мора да се размисли како тоа да се адаптира на конкретните услови. Или, вака, пластично кажано, не може Карпаш да има еднаков капацитет во справување со некоја помала општина од внатрешноста која има само, не знам, 2 или 3.000 жители. Тоа е апсурдно. Што е приказна дека е сосема јасно дека изведени ингеренции од еден закон за сите се неиздржливи веројатно за Чашка, за Чешиново Облешови. Тие секако ќе потврлат во дело до брските кои што им ги пропишува законот, зашто едноставно немаат капацитети тоа да го прават. Не можат, едноставно не можат. Мислам, а сега влегуваме во некакви опасни приказни кои што велат не, тоа не можеме да го оставиме, да видиме како тие меѓусебно ќе се договараат, особено околу противпожарните служби, се останато, затоа што тоа на некој начин е сега толку заканувачки проблем во кој државата мора јасно да пропише како функционира организацијата, кој ги држи надлежностите, кому ги делегира и кому на крајот на гриштата ќе ги плати, за да бидеме сигурни дека тоа на терен функционира безпрекорно, а не во некаква интервенција кога проблемот е буквално пред врата. Концептот се нарекува да се вратиме на старата приказна, 34 градови и останатите општини. И со тоа би ја правила разликата кои всушност ќе му бидат доверени главните компетенции во кои ќе извршува дел од услугите кон овие помали кои реално тоа не можат да го одржуваат. Најнапред мораме да констатираме дека Република Македонија во текот на своето државничко суштествување има доволно знаење и искуство и за успешни модели на релацијата центар-периферија. Тоа е тежнението за децентрализација или централизација, дали ќе го поддржувате центарот или ќе ја поддржувате внатрешноста. И во тој контекст пикот на тогашна Социјалистичка Република Македонија беше 90-та година. Јас сум гласал 75-та година за местни заедници и можем да ви кажем дека без разлика што тоа беше друг систем, во делегатскиот систем на делегирање на представници од општините во централните тела беше на толку високо ниво, например што општина Кисела Вода аеродром, тоа знам, делегираше во рамките на поликлиниките во Кисела Вода и аеродром и Драчево, ги делегираше директорите, ги даваше директорите на цементарница Усија, на Стаклара Скопје, затвараше предпријатија Стаклара или возможуваше други работи. Меѓутоа повторно беше строго централно зависна од централната власт, беше детерминантно зависна, немаше своји собствени приходи. Тоа продолжи се до 2005 година. Јас бев градоначалник на Кисела Вода аеродром, кај што ние буквално бевме представници на граѓаните и цело време работевме со подрачните единици за финанси, за урбанизам, тогаш беше градежништво и урбанизам, за сите други подрачни единици и на таков начин ние остварувавме, бевме представници на граѓаните, одевме кај министрите, одевме со подрачните началници, одевме се сеќавам за одредени прашања, конкретно за проблемот на трамвајот во Скопје. Знаете, имаше во Скопје пруга која што одеше од Драчево до Ѓорче Петров. И одевме со подрачните единици на началничката на подрачна единица транспорт и врски сега, тогаш на градежништво и урбанизам, да ги решаваме проблемите дали треба да остане пругата или треба пругата да се дислоцира. Со градоначалникот на Скопје имавме сериозна расправа во тоа време. Едни градоначалници во своето бевме за едно, други за друго, но факт е дека локалната самоуправа има 4 карактеристики во Македонија. Прво е и тогаш и во социјализмот и сега е значи политичка категорија, не учествува во суверенитетот на државата, уставно е детерминирана и што е многу битно, целосно е зависна од централната власт и со децентрализацијата. И само има еден момент кој што мислам дека е тоа по
уредникот на ДФР, министерот за децентрализација во Франција 82-86, кај што планирањето и урбанизмот преку 8 плански региони се преточи како еден вид коректив на тоа што централната власт го има како зацртано како закони. И тука треба да продолжиме, се согласувам со Андри, дека треба да имаме едно друго ниво, кај што ќе имаме можеби планските региони може да прераснат во директорите на тие плански региони кои што се бираат и заедно соработуваат со началниците, да имаат поголема ингеренција не само во планирањето и урбанизација на просторот, и во сите други сегменти на општествениот живот. Куцевски, кога зборуваме за децентрализација, оти така се вика, дали ние во суштина зборуваме за деконцентрација, а не за децентрализација? Оти, се што претходно беше концентрирано низ подрачните единици се останато, ние само направивме деконцентрација, поради минусот на пари за вистинска децентрализација, ние не можеме да зборуваме дека вие сте во позиција да креирате политики, вие сте во позиција дури да пишувате и да аплицирате и да предлагате, вие директно зависите од тоа што ќе запише централната влада во својот буџет, што ќе го носи во собрание, понекогаш може да помине вашиот проект, ама парите да не стигнат, бидејќи после тоа има уште нови и нови замки во кои доколку профункционира политичкиот протекционизам, а еве погрешка не сте од нашите, како тие велат, и таа приказна може да застане. Тоа се безброј замки кои стојат зад луѓето кои со скромни пари треба нешто да изменаџираат. Вака има огромна разлика меѓу поимите децентрализација и деконцентрација. Децентрализација значи пренесување на одредени надлежности кои ги имала претходно централната власт на локалната самоуправа, а деконцентрација значи централната власт да се деконцентрира некои своји, тука греши министерот за здравство во последниве денови, го слушам, он зборува за децентрализација во здравството, а всушност е тоа деконцентрација со клиничките центри што ќе ги прават низ Македонија. Ако ми дозволите, би сакал да се надоврзам со тоа што го кажуваше господинот Ѓорчев, затоа што сум жив сведок и учествував на некој начин во преговорите и во подготвувањето на последниот закон за територијална организација како член на стручниот тим, кога министер беше Александар Гештаковски. Ние тогаш како стручен тим на владата и предложивме, односно на министерот, а тој на владата, бројот на општини од 123, ако се сеќавате, плюс градот Скопје, да се скрати на 60. И нашиот предлог беше тоа што вие го кажавте, старите општини, господинот Ѓорчев е повозрасен, знае тоа како беше, 34 што постоја, да се зголемат само со оние делови од Републиката кои, како Липково и да не ги набројувам другите, кои израснале во потенцијал за да може да добијат статус на општина, и предложивме градот Скопје да биде организиран како, тука малку би полемизирал со Андреј, да биде организиран како што се организирани многу главни градови во Европа, како Загреб, Лјубљана, да не ги набројувам се. Повеќето од главните градови во Европа се организирани како градови без општини, а има и три модела. Има градови без општини, има градови со реони и дистрикти, каде што има еден главен градоначелник, како во Карпош центар, например, има кварти или дистрикт кој има свој совет, но нема градоначелник, за да нема конфликт на интереси, и има вакви случаи како што е нашиот со градот Скопје. За жал, нашиот предлог како стручен тим во владата беше миниран. Во врска со Скопје јасно ми е, мислам дека исти се по тоа прашање и ВМРО, ДПМН и СДСМ, ним како големи партии им одговара да има што повеќе функции за делење на партиските кадри за да задоволат различни интереси. Меѓутоа, ако тој концепт функционира успешно во многу голем број главни градови во Европа, зошто не би можело да се проба како ќе функционира и кај нас. Значи, јас сум длабоко уверен во тоа дека времето е созрено, и ме радува една изјава која слушнав од премиерот пред вчера или завчера, дека он е подготвен да разговара за реформи во територијалната организација, затоа што обично ВМРО ДПМН ги минирал таквите реформи. Се сеќавате што се случи тогаш во Струга. Според мене може во два правци да се бара решение. Едниот правец е тоа што го спомна и
и Андреј и господинот Ѓорчев, сегашните 8 плански региони од функционално-територијални единици да прераснат во административно-политички центри и тие да добијат еден корпус на надлежности кои би биле во вид на регионална власт, односно би била тогаш власта двостепена, значи средношколските домови, инспекцијските служби, средните училишта, тие што се тешки сложени надлежности, и тоа би бил прифатлив концепт доколку сакаме да го задржиме постоечкиот број на општини. Да остане организацијата на таков начин, затоа што е факт дека малите општини не може да соберат пари ни плати да дадат на вработените, ниту да имаат инспекцијски служби, значи едноставно многу тешко преживуваат и сега велиме нема доволно проекти за да ги потрошат тие 350 милиони. Па тие немаат пари ни проекти да направат, а камони нешто друго. И вториот модел би бил постоечките надлежности да се поделат на задолжителни и факултативни. Тоа значи дека големите општини, Велес да го земеме како пример, кој има помали општини, да ги има сите надлежности, помалите општини да ги добијат оние надлежности што можат да ги извршуваат и да прераснат во општини со прв човек председател на општина, затоа што е нелогично Чашка да има градоначалник, а другите општински центри да ги земат поголемите надлежности и да ги извршуваат во нивни. Кога зборуваме за тоа чудо кое што туку сега треба да ја завршиме само регулативата и ќе почне да функционира тоа на дигитализација во која скоро никој не разбира, ние што се однесува до локалната самоуправа, имавме замки и ситуации во кои ЗЕЛС треба да заседава и да се расправа со владата, зошто податоците кои што кај себе ги има катастарот, а се основ за пишување решенија за данок на имот, треба да ги плати локалната самоуправа за да ја оствари својата основна функција да се ги прибира даноците. Во некаква нормална ситуација, базите на податоци, од кои извираат изворните ингеренции, во овој случај на локалната самоуправа, мора апсолутно да им бидат достапни. Тие не се странци во смисла на правото на користење, кои би требало да платат услуга, за да можат да реализираат по закон определена собствена дејност, прибирање на даноци. Би можело во некаква ситуација со апликација без никаква интервенција и заморување на целиот систем во општините, испратил, не испратил решение на данок, знае, не знае, промени, собствено се останато, тоа толку многу лесно да може да функционира и да го поправиме процентот во наплата на даноците. За делот во јавните набавки, во кои може да биде полот заеднички, во кој ќе може да ги пријават побарувањата, бидејќи кога Чашка ќе набавува тоалетна хартија за себе, сигурно ќе ја плати прескапо во однос, да речеме, кога 5 скопски општини заеднички ќе ја набавуваат дури таа тоалетна хартија. Дали идејата за економија, низ овие најбанални примери, всушност ни покажува дека во организацијата на приказната за која зборува Коцевски мора брзо да се интервенира за да видиме дека со овој расположив ресурс нешто брзо, кратко можеме да направиме за да се поправа ситуацијата. Па не знам колку можеме многу брзо тоа да го направиме, ама знам дека нешто треба да се прави. Сакам да ви кажам дека ние сум бил председател на ЗЕЛС и знам како тоа сме го правиле. Сме имале жестоки кавги со владата. Јас сум се среќал во тоа време и господинот Аце беше во тоа време исто член на управниот одбор со двајца премиери, и со Бучковски и со Никола Груевски. Сме имале кавги со кои сме се соочувале со реалните од теренот податоци и она што тие го замислиле, да им покажеме дека тоа што го замислиле не одговара на реалната ситуација. Вие спомнавте некои од тие работи, мене ми се чини дека тогаш тие ги даде оние надлежности кои нив им беа терет. Со тоа што не можеа да се справуваат, да речеме дадоа градежната инспекција. И сега често пати велат градежната инспекција не функционира добро. А сега може не функционира добро, ама тогаш не функционираше никако во тој период и тоа се дел од работи кои они едноставно тие непопуларни работи сакаат да се отрасат и да ги сведат на општините. Мислам дека треба да се направи паметно планирање на целиот процес, да се отпочне еден широк инклузивен процес, да не се прават пребрзи решенија спрема мене
и да се дојде до решение. Има различни аргументи, дури ние на масата имаме тука различни аргументи и дилеми. Мислам дека треба да се намали дефинитивно бројот на општините, тоа е под еден. Треба да се даде некој интермедиерен ниво на не на целосна власт, меѓутоа барем на сублимат на одредени функции кои може заеднички да се тераат на регионално ниво. И можеби треба да се размисли дали секаде баш во овој модел што го имаме на градоначалник биран директно од граѓаните, што сум го преферирал и што сум се залагал целосно, мислам дека граѓаните директно кога гласаат за човек е многу важно, различно од колку некој кој ќе го назначи, не генерира и одредени слабости со текот на времето со кои мора да мислиме како да се справуваме. Не може некој да ни генерира огромни долгови и ние да треба тоа само така да го трпиме или да го гледаме. Или некој да е нефункционален во својот мандат, е огромен еден град со нефункционален систем. Ние треба само да го гледаме, да се чудиме и да чекаме 4 години да поминат. Има бројни теми кои мора да се отворат. Мислам, многу е сериозен пакетот, ама треба да се почне. И ако има волја од владата, ако премиерот тоа го кажал, сите верувам дека ќе се вклучат. Само уште нешто, 34 општини имаше во стариот систем, во она едноумие, каде што сепак беа присутни и општините во градот Скопје. Што значи дека тоа во еден голем период што го планирале, не го планирале глупави луѓе, го размислувале доста добро. Не велам дека можеби не може да се промени, ама кога се прават одредени промени, треба да се размислува да не се направат промени на полошо, туку тие да бидат во интерес на некакво подобрување на системот. Добро, ние сега се обидуваме низ различни параметри што сакаме да ги ставиме во некаква компилација, да видиме дали ќе ни покажат вистинско светло, што на вистина не е во ред. Централната влада има обврска да води политики и да финансира политики кои би довеле до порамноправен регионален развој. Имаме 8 плански региони. Кои ќе ги погледнеме различните аспекти, нивната лична карта, ние забележуваме драстични разлики во потенцијалите на планските региони и веројатно потреба од различни политики и интервенции. Цела една година помина господин Ѓурчев во скора кампања по глава на жител, најпринципиелно, секоја општина, 250 милиони, угарски кредит, повелете, аплицирајте. Тоа се пари на сите граѓани од централната каса, кои за мене требаше да извршат политики кои редовно ги надминуваат границите на било која општина. Ние завршивме сега со проекти во кои тие се свесни дека одат избори, пиши оваа улица, пиши она улица, кружен тек, се е над земја. Ова што чини исклучително многу. Ги гледам кампањите за Скопје, па тоа е се модерно, се е смарт, се е фрлено овде кружен тек, овде ова. Разговарам пред некој време со поранешниот градоначалник на Скопје, тој вели дека 100 метри од неговиот дом се уште тече цевката за фекална канализација. Четвртина од 21 век веќе сме потрошиле. И ние сме тие кои веројатно постојано се шминкаат од надвор и горе, не погледнувајќи дека долу е азбест, се е за деретизација, дезинсекција, дезинфекција. Скопски центар е нападнат од стаорци, до училиште не можат да отидат децата. И сега ова изгледа како магична некаква расправа за модерното, за какви паметни клупи ке имаме, да наполниме телефони, да наполниме не знам што, гасни централи, испомешани надлежности кој за што зборува, но никако да се допре тоа што ќе не оддалечи од некоја 19 вековна приказна. Дали централната влада мора да размислува дека парите што ги троши и ги книжи голем по прв пат историски за локалната самоуправа, всушност треба да бидат одговорност за баланс на овие политики кои повеќе реферираат кон регионалниот концепт. Апсолутно, значи и самиот премиер на Република Македонија се произнесе дека реформи... На северна. Ово е на северна. За мене е Република Македонија. Добро, вие немате официјално својство, може да се викате така, ама тој е премиер на Република Северна Македонија. Еве на македонската држава, тоа е по законот на македонската држава. Значи во тој контекст премиерот најави дека ќе има реформи, нужни се реформите, за мене 3 клучни работи. Значи пак ќе гледаме по законите, во текот на својот растеж како независна и суверена држава. Значи ние имавме 3 исклучително лоши закони. Едниот е закон за приватизација. Прво приватизиравме се,
општествена собственост и тогаш направивме страшни недоследности во приватизацијата и на земјиште градежно, и неизградено, и изградено. Потоа дојде законот за денационализација, исто така крајност, конкретно во мојата општина, каде што се враќа во урбанизиран дел на градот, кај што државата вложила 45 години за електрична енергија, за водоводи, за канализации, и вие доделувате земјоделско земјиште на неколку фамилии од Кисела вода, кои што имале таму пред тоа во времето на владењето на како Српска Бановина или во турско време имале бавчи. И третиот закон е законот за легализација. Тоа се трите клучни проблеми на локалната самоуправа во Македонија во моментот, а и пред тоа за времето изготвувањето на она што представуваше Простете, ние се уште имаме закон кој ви дозволува, ако успеете да стигнете до 30% некаква си маркичка, која е всушност кенеф во тоа големото, вели државата е обврзана да ви ги даде останатите 70. Нема никаква логика тоа да е таква превртена. До формирање на градежна парцела. Затоа се нужни овие промени, затоа говорам за... Тоа е срцето на корупцијата, да речеме, или на... Еве, овие три закони направија таков еден амбиент настрана и територијалната поделба. Јас сум бил градоначалник на аеродром Кисела вода 96 година, каде што 80% од приходите, тогаш и немаше приходи преку подрачните единици, беа од аеродром, а 80% од расходите беа за Кисела вода. Со делбен биланс Кисела вода остана должна 6,5 милиона евра на аеродром. Како аеродром да е една зелена површина, Гринфилд, ништо не е изградено, а Кисела вода како мајка општина, аеродром како керка општина, ги наследи долговите, аеродром се ги зема привилегиите. И сега вие имате во години... И стана спална соба на децата од фамилиите од Кисела вода. Во години Кисела вода... Зборувам метафорично. Градоначалник, јас морав да земам, да одам до владата, да барам кредит од Халкбанка 3 милиона евра, за да можам да функционирам некако, од мене ми беше толку многу со голем износ блокирана сметката, што јас можам да функционирам само во делот на платите на вработените, а мораш нешто да направи за граѓаните. Нешто си ветил, дали во Пржино, дали во Драчево, да се доврши канализацијата. И во тој момент, уште тогаш се гледаше дека се нужни реформи и по бројот на општините, и по формирање нови институции. Да речеме, јас сум поборник за формирање на државна комисија. Знаете, кога имате проблем, имавме приватизација на општествен капитал, направивме државна агенција. Имавме проблем со безбедноста после 2015 синдромот Викилик Сноуден, па направивме АНБ, Агенција за национална безбедност. Сега имаме потребна државна комисија за регулирање на настанатите проблеми во урбанизмот со легализацијата, денационализацијата и приватизацијата. И таа државна комисија би имала задача сето тоа што се стотици илјади нелегални објекти кои што ги легализиравме со 1 евро, и при тоа се создадоа огромни проблеми околу тоа дали градежната маркица направена 97-8 година од подрачната единица е валидна или не е, па тој што приватизирал можел да го откупи тоа земјиште, па дали сега можете вие го откупил по една марка, а сега вие треба да платите 150 марки за да направите пат. Значи, нужни се реформи. Вие знаете дека тоа се свесно оставени сиви зони, затоа што идејата дека може да се влече од овој потполно нејасен, како се вели, посет, државата нема регистар на сопствениот имот. Знаете да кликнете и знам дека ова е мое. Од случај до случај, со многу дискрециони права, се решаваат тие прашања. Државата нема за безброј прашања вистински одговори, веројатно јас сметам дека во тоа лежи многу повеќе намерата. Нека остане така, распарчано во законска смисла, може да биде погодно, кој ќе ни притреба да го користиме како ресурс. Само да довршам. Сакам нешто само апропо што го кажувавте и прашањето. Прво, мислам дека делењето од шака на пари на општините е грешка, како што е грешка овој кредит што се троши за работи. Не спорам дека некаде ќе се направи нешто, ќе се заврши некоја работа, меѓутоа тоа по мене не е соодветниот начин, подобро да им ги зголемиш нивните приходи. Исто како што бе против да се покриват и од претходната влада на СДСМ долговите на општините кои потоа ги генерираа повторно, па дел од градоначалниците да купуваа мерцедеси. Значи тоа не е начинот на решавање на проблемите, но во делот и на ова што го спомна господинот Ѓорчев, законот за
и легализација, да речем, направивме на диво изградени објекти. А тоа беше смисол, се сеќавам, бевме уште тогаш на една конференција кај што ни кажа тоа е паметно решение, ама да го направите еднаш и да го направите во краток период, не да го направите 3 пати. За секој да мисли дека има и 4ти пат и дека може да изгради одредена диво градби, на тој начин сите ние што сме плакале легално данок да не прави малоумни, а тој што бил мангуп да изгради дивоградба да успее да ја легализира. По теоријата има велика, кога доаѓате како нова власт, имате право на некаква милост, ќе определите нешто за што ќе дадете амнестија. Не, ова не е принципна милост, туку личи помалку како принцип на подкуп. Сега гледам дека во најголемата криза на српската власт, еден од главните адути што се влече, не знам, 4 милиони единици стамбени се во тој голем пакет, дека ќе може да бидат легализирани. Беше најави дека ќе ги таков голем подарок станува поголем и од големата револуција која веројатно подготвувале странски фактори. Пред да одиме на реклами, кратко само бидејќи забележувам кај двајцата цитат од мудростите на премиерот на Република Северна Македонија, не сум сосема сигурна дека политички разбирате што сака да каже. Правецот не е тој за кој што вие размислувате. Знаете што се случи со територијалната поделба и знаете дека тој е подготвен да седне и да разговара на таа тема. Што ќе произлезе, треба да се вклучат стручни луѓе. Дека знае кои ќе седнат од другата страна и колку тоа белја може да стане. За да помогнеме на сегашната влада, во претходната влада, кога се уште премиер беше Заев, дојдовме до висок степен на согласност помеѓу ЗЕЛС и владата, дури тројца градоначалници, Петре Шилегов, градоначалникот на Чаир и јас, бевме поканети на седница на влада. Неколку сати ги објаснувавме нашите заложби за реформите на системот на локалната самоуправа и дојдовме до висок степен на консензус, дури ни нудеа и како што рече Андреј Преска, и некои работи од кои владата сака да се растерети, како што се водостопанските предпријатија кои имаат загуби, шумските предпријатија, така, значи толку беше дарежлива таа влада, но за жал тој концепт не се доврши до крај и не стапи не се оформи како законски решенија за да имаме заокружена реформа на системот на локалната самоуправа, но сегашниот министер апелирам да ги земе тие документи, да не губат време за нешто што ние веќе сме го работеле, бидејќи во тоа учествува и градоначалници од ВМРО-ДПМН, а не само градоначалници од СДСМ. Пауза за реклами. Куцевски, вие и Ѓорчев малку допревте дел од темите што некои од големите процеси направија на условно малите играчи. Завршувајќи ги тие приказни, остави историско наследство, особено во смисла на отпадот и невралгичните точки, и кисела вода, знае, со Охи, со Линданот, со се, и вие во Велес со Згурата и Целот. Оваа тема ја поврзувам со повторно прашањето 250 милиони отворен, компетитивен, надпревар, пишувајте, затворете проекти, ние ќе ве финансираме, наместо политика од тиче перспектива во која велиш. Ова е најважното за 21 век. Овој град, Велес, не може да живее со таа Згура, која е инаку историско наследство кое не го создале граѓаните на Велес. А чини милиони да го очистите. Приказната со Линданот чили милиони да ја очистите и ние чекаме некакви странци. И имаме тендер за пречистителна станица во Скопје, револуцијата во град Скопје или конфликтот отпочна имено со таа приказна и сега еве велат па дајте да видиме што можеме да направиме, плаќаме камати, мораме да се забрземе околу таа приказна. Дали овие мали детали за нештата кои чинат милиони, а ни изгледа дека луксус е, дека никогаш нема да ги имаме, да ги потрошиме во Велес на тоа што светка на брдото Згурата од индустријскиот отпад, од наследството, всушност требаше да бидат добрите приказни за што ќе бидат потрошени тие 250 милиони во еден добар план кој има врска со одговорностите на една влада за политики кои треба да ги изврши према регионите.
Многу подобро ќе беше и претходната влада на СДСМ со тие 50 милиони евра и оваа влада со овие 350 милиони евра, наместо така да ги дели според по глава на жител, што е исто така неправилно, поаѓајќи од фактот дека Македонија е исклучително многу неравномерно развиена држава и во ситуација кога немаме систем за финансиско воедначување на општините, со Андри сме биле заедно на студиски патувања во странство. Секој се залагал за тоа. Системот Робин Худ или другиот систем, затоа што државата е должна на сите граѓани. Сега ќе го банализирам преку еден пример. И тие што живеат во некој најоддалечено кривопаланечко село, од прилика да им обезбеди ист квалитет на услуги како на тие што живеат во Скопје во центар. Во Скопје во центар имате училиште Киро Глигоров кое е супер модерно, а некаде учениците учат во трошни училници каде што им прокиснува па ставаат тенџериња за да не им тече на главата. Значи, државата е должна да обезбеди приближно подеднакви услови за живот и на граѓаните што живеат во најоддалечените села, ако сакаме да не се претвори државата во Република Скопје. И сега, во врска со другите прашања. Многу подобро ќе беше парите да бидат поделени според некои други објективни, транспарентни, правични, праведни критериуми, а не по глава на жител, затоа што испаѓа вака сега дека најбогатите и најголемите општини, особено скопските, добија најмногу пари и разликата во развиеноста уште толку ќе се зголеми, затоа што малите општини се со мал број на жители и по глава на жител добија многу малку евра од оваа распределба на средства. Друга приказна е зошто се потрошени толку малку. Во 2024 само 300.000. Оваа година не знам колку се очекува да бидат потрошени, а само ги бројат. Сето тоа беше во функција на изборната кампања. Оваа година уште ги трошиме во исклучително спора реализација тие пари од минатата година. Да се направи лажна слика кај граѓаните дека ќе се гради тоа и тоа. Тие објекти сигурно нема да се изградат ни до 2028 година, но ефектот е постигнат во функција на локалните избори. Сепак треба да сме свесни дека ние живееме на Балканот, каде што власта и парите тешко се испуштаат од раце. Било која централна власт сака да ги има парите во своји раце, таа да распишува тендери и да се представува во изборните кампањи дека ете таа изградила тоа и тоа, изградила тоа и тоа, за да ја добие довербата од граѓаните. За жал живееме во такво општество и треба тие пракси во наредниот период да расне политичката култура и свест за да ги надминуваме. Од елементите кои ги сметаме за важни, кои треба да влезат во таа голема анализа, кој пат да се фати, сигурно е важен аспектот на човечките ресурси или капацитетите. Тие пак се поврзани со можноста да се повлекуваат европски пари кои што ги има за проекти кои би биле доволно одработени за да можат да аплицираат и да добијат. Па имаме, како се вели, други финансиски показатели кои треба да упатат какви политики да се креираат. И да речеме последното што скоро воопшто не ја споменуваме, кој можеби и во добар дел ќе ја преврти таа пирамида на приоритети. Последниот попис, господин Ѓорче, вели дека освен 8 општини, сите останати имаат негативен тренд на прираст. Стареат и се празнат. Тоа веројатно ќе ги промени приоритетите, зашто зборуваме за градинки или за старски домови, ако можам целосно да ја упростам целата приказ. Но тој микс, тој поглед од озгора, бидејќи сега овдека се надпреваруваат партии кои скоро се знаат капиларно во својата мрежа. Овие градоначалници кои што ги гледам или кандидати за совет, апсолутно, како се вели, зборуваат што нивните мегали централи го замислиле за представување. Поголемиот дел од нив веројатно воопшто и представа немаат кога ќе дојдат во советите со што ќе се соочуваат. Дали вие исто така сметате дека централната влада мора да го држи тој курс, а се ова друго за што зборувавме, да остави поширок простор за изворни приходи на општините, да го забрза тој процес на подигање на парите кои одат од ДДВ и од данокот на доход, и така да успее да ги буста делумно, да стигнат до позиција да можат, како велиме, да се стимнат под земја, да бидат малку со инфраструктурата, со
водите, имаме исклучително голема загуба на водниот ресурс, од таму кога ќе тргне до испорака на 60%. Значи, најнапред, долгогодишна иницијатива, еве сите сме били членови на управен одбор на ЗЕЛС, Андреј бил и председател на ЗЕЛС, мислам, не знам дали беше ти. Во управен сме биле, еве, јас 2 пати сум бил член на управен одбор на ЗЕЛС. И мислам дека во тој контекст таа заложба за поголем процент на пренесување на финансиски средства од ДДВ и од данокот на додадена вредност и од данокот персоналниот данок на физички лица кои што живеат на територија на општината мора да биде поинаку распределен, најмалку примерот на Германија. 15% од персоналниот данок оди на локално ниво и 10% од данокот на додадена вредност се дисперзира. Сега двете се на 6% и 4,5 одат директно, а другите се низ некаква формула. И тоа би било, значи, веднаш учеството на единици на локална самоуправа би пораснало од, еве, например, последниот податок од ребалансот е 33 милиарди денари, во однос на 400 милиарди представува 8% учество на јавен трошок на единици на локална самоуправа, со 18.000 вработени, со сите проблеми што ги имаат во делот на отпадот, во делот на нехигиената, во делот на проблемот со транспортот, во делот на проблемот со автобуските станици и се друго. Значи, нужно е прво тоа. Тука е клучот, веднаш вие од 33 милиарди ќе порасните дупло на 60 милиарди, веднаш ќе имате поголем капацитет да разрешите некои проблеми. Второ, морате да одите и на нови даноци. Значи, данок, например, имате можности за, да речеме, данок на акцизна стока, на точење на алкохолни пијалици, на цигари кои што се продаваат на територија на општините. Имате данок на финансиски трансакции кои што на територија на цела држава може да се подели по разни критериуми, како што рече господинот Коцевски. Не мора да биде тоа по глава на жител, може да биде и по големина на територија, учество во бруто општествен производ на Република Македонија. Трето, може да имате данок на приход од ресурси, од обновливи енергии, капацитети кои што се отвараат во тие општини, например во Малешевијата или во Теквешијата, мини хидроелектрани или друго, кои што треба да плаќаат данок на приход тие предпријатија на општината, за да може општински данок кој што би можело да донесе исто така многу поголема финансиска независност. И тука си идат и таксите. Имате се приватни овие станици за регистрирање на моторни возила, мора да има општината такса за да може да го зголеми својот буџет. Имате, да речеме, такса во делот на они што се туристички места, такса на туристичко место, такса на лов и риболов, такса на сечење на дрва, такса на пасиште. Зависи од каков тип на општина е. Така ако гледаме, ќе го зголеми општината својот финансиски потенцијал и ќе може полесно да ги задоволува потребите на граѓаните. Но пак нема да биде тоа доволно и со 66 милиарди денари, ако, пак ќе кажам, преку планските региони и друго што не се спомнува никаде во Македонија, ние сите имаме 8 плански региони, од кои што сите со своите погранични проектите на ИПА, во делот на трансгранична соработка. Например, североисточниот регион има изводена соработка, тоа го знам како амбасадор во Бугарија, користи најмалку во моментот сега има 31 милион евра соработка Бугарија и Македонија. Македонските општини користат некаде околу 15 милиона евра за зелената агенда во најголем дел. Со Грција имаме 41 милион евра за југоисточниот дел, за Вардарскиот дел, за Пелагонискиот дел. Со Албанија имаме 14 милиона евра. Сето тоа треба да биде до крај искористено и тоа се големи пари. Тоа се големи пари кои што општините можат, посебно руралните делови на Јужна Македонија, на Источна Македонија, на Западна Македонија, да го зголемат својот капацитет. Тоа се потенцијали кои што мора да ги искористиме и пак ќе се навратам, нужна е реформа во тој дел на планските региони, по тој систем на реформи кај што тие ќе добијат ингеренции не само во делот на планирањето и урбанизмот, туку и во делот на водите. Еве, например, идејата ќе кажам последна, да не должам. Јас кога бев во можност 2010 година формиравме Гостивар, Тетово, Скопје си има посебна политика за тоа, но ние Неготино, Велес и Гевгелија направивме здружение Белиот Вардар во Белото море. И аплициравме за проектите на германската влада во делот на 100 милиона евра изработка на пречиствателни станици во Гостивар, Тетово, Велес, Неготино и Гевгелија. Тоа се проекти кои што треба да се во ЗЕЛС да се здружат општините и да прецизираат што е најважно за реката Вардар, што е најважно за акумулациите,
Што е најважно за Скопје? Дали конечно Дрисла да прерасне во модерна депонија, дали ни е потребен центар за рециклажа, кој што не постои во Македонија и каде да биде лоциран? Како почна да додава Ѓурчев, мислам дека како се вели премиерот тоа само би исклучил, бидејќи буџетна централна влада кој што има буџетски дефицит од милиони, веројатно не е добра позиција и не можеме да го сведеме. Тешко не оди да го сведеме под 3% буџетски дефицит. Тешко дека би се откажал од целата оваа палета која што ја објаснува Ѓурчев, затоа што тоа се парите кои сега влегуваат во буџетот на централната влада и треба да се закрпат некакви поважни приказни. Не зборуваме како ова да добие приоритет, затоа што некои од проблемите со оваа приказна хронично прават проблем на севкупната голема приказна. Водите, управувањето со водите, отпадните води, другите важни политики, фекална канализација, ви не може да имате лична карта на земја која изгледа како да застанала во 19 век. Најважно од се за граѓаните е местото кај што живеат. Значи, прво, секој сака да му е чисто, секој сака да има квалитетна вода, секој сака да има ред и ние не треба да филозофираме многу, може да отидеме. Не мора далеко да одиме, да арчиме пари на скапи патувања да дадат. Може во Словенија да отидат и да видат како таму сме живееле во заедничка држава, да видат како функционира системот и тој систем да го пресликаме тука. Јас сум за давање повеќе пари на општините и надлежности, ама не за давање пари колку за да дадеме нешто. Сега ви дадовме нешто. За давање на функционални надлежности, на она што општините можат да го спроведуваат, за групирање на надлежностите за да бидат во интерес на граѓаните, не во интерес на некаква елита во општините која ќе прави што сака. И тоа може да се обмисли. Тоа не е нешто што е невозможно. Треба да се седне, има тука паметни луѓе, има луѓе искусни кои работат, има луѓе кои се експерти, кои може да ни помогнат, како што некаде на почетоците на децентрализацијата кога го направивме во Карпош првиот оне ГИС систем за беше чудно, сите се чудеа што е тоа за геоинформацијски систем, да можеш од дома да видиш за што е она што ти се условите, како можеш да градиш. Така може се да се направи, само треба да се планира и да се обмисли, треба да го исклучиме популизмот колку што можеме, бидејќи окей, да политиката сака да победува на избори. Тоа е иманентно да победи на избори, затоа влегувате во политика, да бидете победник, не да бидете во опозиција, меѓутоа мора да се мисли и за еднината. Ние ќе останеме земја без вода, иако имаме доста вода, имаме многу планини, ќе станеме земја. Направивме напредок, имавме само 3% атмосферска канализација некаде во Скопје на самиот почеток, сега е сигурно многу повеќе. Меѓутоа, далеку сме од современите градови. Човек му доаѓа да се срами кога ќе се спореди со некој град кај што оди, а ние сме сепак долго време потрошивме, многу не напреднавме, не ги негирам резултатите, ама може многу повеќе. Имаме само уште 3-4 минути. Дури тоа што го нарекуваме надлежност, всушност е како описна табла. Имате надлежности во образованието, а всушност имате една голема шепа во која дури не можете ни да одлучувате дали ќе вработите уште тројца, или ви треба одобрение од Министерството за финансии, или ви треба, не знам, за негователка. Ние имаме цела една кампања каде што велат овој градоначалник ни вети дека ќе ги вработи негователките кои се долг период на договор за дело, а сосема се свесни дека на крај или не се свесни дека министер за финансии нема да потпише. Скретничар на парите, не скретничар, само ги првските парите. Тоа се тие мали игри кои што изгледа дека е ваше, а во суштина на ниеден начин не може да биде целосно ваше, за да се носи одговорност за менеджирањето. За жал, мислам дека во Македонија многу малку се разбира во вистинска смисла на зборот што значи локалната самоуправа. Дури мислам и тие што се во власта и дури во општините не знаат кои им се вистински изворни надлежности, што имаат, например, сега кога ги промовира овие проекти. Ги промовираат училиштата, градинките како локални проекти, а всушност, според законот, капиталните инвестиции во образованието, во детската заштита, социјалната заштита не се децентрализирани. Изградбата и реконструирањето на училиштата
градинките, старечките домови е обврска на владата, а не на општините. Ме разбирате? Меѓутоа, со една реченица, сметам, тоа воопшто не го загатнавме, треба да се оди кон комплетни реформи на системот на локалната самоуправа, треба да има 3 столба, најважен столб треба да биде не само фискалната децентрализација и промени во организацијата на локалната самоуправа, туку и општините да добијат многу други нови надлежности кои сега се во надлежност на централната власт, за централната власт да се ослободи од така наречените недржавни функции, за да може да се концентрира на висока државна политика, општините и градот Скопје да ги извршуваат другите надлежности, владата да ја контролира уставноста и законитоста и за тоа да им обезбеди доволно финансиски средства. Тоа би било идеално решение на кое треба да се работи во наредниот период. За крај, извинување за катастрофата во Скопје, би рекла нешто како навремено, се дистанцираме од градоначалничката. Во заедница или граѓани кои што во Скопје издржаа се што им се случуваше овие 4 години, ми се чини дека би требало да бидат далеку поригорозни во казната, отколку што сега покажуваат анкетите дека се подготвени да казнуваат. Дали со време тоа значи дека граѓаните развиле толеранција, дека толку се може, подобар, полош изгледа, тоа не е како некаквата судбина, дека ќе живееме во купишта ѓубре околу нас, па постојани прашања дали е возможно од точка А до точка Б, ми велите денеска дека довде патувавте час и половина. Да. Значи, едноставно, со тоа што не се кандидира госпоѓа Арсовска, таа покажува дека навистина е свесна што направила. Инаку ВМРО ДПМН секогаш имало сенс за предлог за градоначалник град Скопје и 96 со Ристо Пенов, и 2005 со Трифон Костовски и сега со Данела. Меѓутоа, факт е дека некои ги оправдале довербата, а некои како Данела Арсовска тргнала по друг пат. Добро. Ова нека не звучи како кампања. Во кампања знам дека сте исклучително... Кажам дека не е кампања, кажам реалности. Ама не е виновна само Данела. Исклучително коректна. Ние во Карпо сме и наечи, малку така да и се протестуваме. Советот исто така. Благодарам што вечерва бевте мои гости. Почитувани, останете колегите во информативната ги подготвуваат вестите за 21:30. Пријатно.